Географската секција млади ентузијасти од основното училиште Кире Гавриловски Јане од Прилеп, под менторство на наставникот Милан Јакововски, ја исполни својата мисија за настава во природа, со искачување на највисокиот врв во Македонија Голем кораб. Претходно за околу 2 месеци, учениците ги искачија и врвовите Титоврв, Пелистер, Козија кај Прилеп манастирот Трескавец, планинарскиот дом Томе Темелковски на Селечка планина и Мрковите кули. Целта е учениците директно да се запознаат со природата и убавините на Македонија. И овој наш проект кој што сметаме дека во наредните години ќе влезе како проект во образованието да се применува во сите училишта во нашата држава со цел да го подобри психофизичкиот развој кај учениците, затоа што една ваква активност, планинарењето, планината е најдобар пример за да ги доближи учениците до природата и да ги научи до некои искуства кои што не можат да ги сретнат во секојдневниот живот. Патеката на Голем кораб е прилично тешка и со голема елевација. Учениците се искачувале околу 5 часа, а слегувале околу 3. На врвот имало туристи буквално од цела Европа, од кои што дел го искачувале врвот од македонска, дел пак од албанска страна. Учениците на врвот стигнаа традиционално со песната Македонија навива за вас од Тоше, а заигра и Оро на нивната химна Бисер Балкански. Македонија сака победа, милион срца, една молитва. Браво, дечки! Македонија навива за вас, милиони како еден глас. Македонија, ти си Бисер Балкански. Учениците велат дека се пресретни што биле дел од еден ваков едукативен проект. Искачувањето на високиот врв во Република Македонија ми е од големо значење, бидејќи ми представува како мотив за да продолжам и во иднина да планинарам. Мене ми беше многу чест и задоволство што учествував во овој проект и мотив и поттик за понатаму да продолжам да планинарам и љубов кон природата. Овој проект за нас беше голем предизвик, но еве денес со искачувањето на Голем кораб успеавме да го завршиме. Ги охрабрувам учениците во следната година кои ќе учествуваат во овој проект да бидат се во поголем број. За забава се искористија и бреговите со снег кои се уште не се стопени. Наставникот Јакововски најави дека проектот ќе продолжи идната школска година, кога планира да се искачат и врвовите Солунска глава, Магаро, Крчин и други, а искачувањата ќе се реализирале во 2 дела, едниот на есен, а другиот идната пролет.